Првиот прилог во 6-та сезона на емисијата за миленици пријатели го започнуваме со Мими. Мими на битолската публика веќе им е добро познат, но за оние кои не го знаат надвор од Битола, Мими е музичар, работи во свое студио, каде што голем број од битолските музичари снимаат своји песни и секако работат на своите композиции. Нашиот придружник, всушност нашиот гостин овој прилог е мачето Сија, кое што е на Мими. Пред се Мими, здраво, добро ни дојде во пријатели, мило ни е што ни си прв гостин. И ајде да започнеме како Сија дојде во твојот дом. Прво и добро дојдовте кај мене дома. Фала ви на посетата, фала ви за издвоеното време. А Сија како дојде кај мене дома преку Facebook. Не преку чат. Барав маче. Мислам, мајка ми изрева за желба да чуваме маче. Не дека нешто жената е премногу приврзана кон животни, ги сака, ама не знам, чудно беше ако ми рече сака маче сега да чуваме дома. Еј се одлучивме да ми рече, ама по можност да е бело. Демек не ќе никакво, само бело да е. И единствен човек што можам да сват брата ми 7 јаствари е кумбата. Велам кумба ми треба бела маче. И ајде умеки ти најдов ми вели, ми сега по 5 минути ти најдов ми вели маче, ила си го земиш. Добро, сега мене кога ќе ми бараат маче, ја кај кумбата ги. Така, значи ако сака некој маче, слободно кај кумбата. Да, се здрава кумба. Не знам колку мачиња ги ти се јават. Така и Сија пристигна. И ојдов Сија, зедов Сија, ела Сија. Еве и сакав првин Даринка да ја крстам. Ама ми скара да не се викала Даринка, Дац сакав да се вика, Мац Дац нешто така. И рекоа ајде Сија да биде демек, ама не пеј читрец. Ама не пеј. Пробав неколку патва, биде ама неуспешно. Така. Претходно имаше други миленичи, имаше и куче, имаше и папагал. Уште имам куче, папагалом избега не тоа. Јас мислев ради Сија избега. Не, го чував надвор во кафезот, ама веројатно нека мачка му рипна на кафезот или не знам што беше, имаше стакленца тука кај што е таа промената за храна и го скрши стакленцето и таму избега. Така. И не можев да го најдам нигде и сега не знам кај. Но кучето е сега уште во твојот. Кучето е уште врзано назад. И како Сија? Сија? Многу дива, а Сија дома ја чувам, не ќе да се во контакт. Не се во контакт воопшто. Не се во контакт. Така. Ка гледаме дека Сија е многу хиперактивно маче, како се справувате дома со неа? Отрпнав. Мора да трпнеш. Не, интересна е, мислам во секој случај донесе позитивна енергија во куќата. Многу се расправа со мајка ми, пошто со мајка ми живееме, многу досадно ние кога сме двата и вака трет човек имаш и ти прави глупости, ти рипа, ти скока, ти драска, те каса, ти те јади. Ама интересно е така што не можеш да го застанеш. Има и една змија таму со неа многу си игра. Играчка змија. И така си сака интересни работи. Така, Сија се уште малечка, но претпоставувам дека веќе може да 3 месеци, да, веќе си јаде се, со што ја храниш? Па ме советуваа луѓе кои чуваат мачки дека пожелно е се да му даваш. Значи кога зедот ми каже дека јади се, дека нема проблем, значи млеко само да му даваш, значи буквално се, под паштети, салами, виршли, се што, значи буквално се јади. Нема проблем, па и му купам и храна од пријатели, така да. До сега веројатно не си имал проблем, здравствени проблеми на Сија? Не, мислам извршив ова што се редовни контроли, ја однесов на ветеринар. Мислам, мора со тек на време, како што расте мачката, така се морат и тие нели процедури што се за на ветеринар. Не можам да ја земаме тебега. Ќе дојде само. Ја прочистеме од болви, такви апчиња за глисти му дадовме, така да сега се тие прегледи, потоа знам дека следува вакцина, ама за тоа потоа. Да, бидејќи е навистина многу хиперактивна, како реагираат луѓето кога ќе дојдат на гости? Па не знам, ти сега реагираш доста мирно, ама многу луѓе ми стануваат, бегаат, пиштат тука, се бркат низ куќа со неа, под маса, зад маса, на сите страни. Ама ја смирвам, ќе ја земам в раце и така, мислам, обично јас можам да ја смирам. Единствено ти? Единствено, да, и многу етен, и камермана ми го нападна. Мислам дека ќе преживеј. Освен што напаѓа камерман, кои други навики ги има Сија, што сака да прави? Па многу сака да јади, да гризи, сака да скока, да рипа и многу сака на високи места да се качва и оди на две нозе, што е интересно, ти не гледа нас дека одиме на две нозе и си мисли дека така треба и се качва на високи места. Пошто се осеќа како принцеза, ја се викам, и многу сака на пиедестал да седи. И така, значи така, обично нагла ми седи, пример, ќе стоен простор кај ми се. Така или на високи места, да. Така, на високи места, јас сум 1,85 м. Наравно ми седи, примери, како папагал се шитам изнова. Така, некоја не секојдневна случка која би можел да ја споделиш со нас? Па секој ден ми е не секојдневен. Мислам веќе почна да ми го разбива, да ми разбива монотонијата. Доста позитивна е стварно, не знам, уште од почетокот, од првиот ден кога ја зедов. Донесе, не знам, некоја позитивна енергија. Прво се тресеше, кога го донесов тука, не знаеше кај се наоѓа.
И го зедов и се пикна вака позади перницата и таму седеше 24 сати. Никако не можехме да го извадиме. Се рековме добро, ајде само да ќе почне да си. Излегва и првата вечер спиеше со мене. И ми каже на другарка доколку мачето спие со некој прва вечер, каже ќе го земеш, те смета за мајка и сега сме со мајка на Сија. А мајка ми му е мачето. Сија дојде мама. Ела мама, мамо. Така, ела ме ке мајка. Да те види мајка шопреш. Кој што се случува кога ти не си дома, кога ти или мајка ти не сте дома? Што прави само? Обично сме на работа, јас и мајка ми по голем дел од денот. Така да само е дома. Ете си има неколку играчки, се седи, не прави некои проблеми дека е само. Само после кога ќе се вратиме како детуле мало е буквално, нешто влегваш дома и ти мјауки си се крева на две нози и крева рачињата да ме крениме, нешто. Сакам да се погалиме. Такво е моц. Успеваш да му посветиш доволно време, внимание, бидејќи нели си на работа постојано? Сам не се купови да сум дома, но стока со мене, сега или си играме и да се вратам пример доцна на вечер. Иди в соба со мене, мора да се погалиме пред спиење, да се поиграме, тука се вртиме, се тркаламе двата. Добро. И после та си легнува тука си спиете, на тој пиедестал таму. Јас си спием во својата соба и така секој си има свое место за спиење. Така, бидејќи Сија навистина сега го зазема централното место во домот. Куќето, љубоморно е, му обрнувате доволно внимание? Куќето уште не е запознаено со Сија. Аха. Ама сигурно пречувствува дека некој друг е на негово место сега. Па не знам колку пречувствува, ама мајка ми поќе се грижи за него. Јас поред ходам позади куќата. Обично сум пред куќа или надвор од куќата. Мајка ми е почесто дома, така да таа се грижи поќе за него. А таа е доста стара кучка, мислам и веќе знае и самата да се грижи за себе, навикна да си е. Душе јадење, пиење, мора да му несиш нормално вода се и се што, ама не бара некое внимание како што бараше кога беше помала. Сега е навикна дека знае кај си била шопреш, како си тука, ќе се погалим и после не ден и посматра си игра сама, тука ќе се леги, ќе се спие. Ама не бара некое внимание како што бара мачето, ова е многу мало маче. Да. Си имаме и топчиња, ела Сија, дојди. И си го зема топчето, ова беше едно време здраво. Ама поќе не е здраво. Го е изедено. Пошто јади се. Така, ни каже дека Сија донесе навистина позитивна енергија во домот, поставам би им препорачал на сите да си имаат миленик во својот дом, бидејќи тоа без разлика каков миленик, значи нема врска дали е мачка, дали е папагал, дали куче, како и да е. Се за разлика од мачките или кучките, кучињата, мачките се навистина многу почисти од кучињата. Не дека не се чисти кучињата, ама овие си одржуваат сама хигиена. Не знам, кучињата нели треба да ги капиш, груминг, моментално, не знам сите работи кои се. Мачката сама да си одржава ова хигиената и не практикувам да ја капам со вода, пошто е бела, многу се познава. Се извинувам. Сега станав. Пошто е бела, многу се познава кој ќе се извалкате песок така што уринира и врши измет. Многу му се познава на неја, не се лепи пошто е бела или ако некоја гали валкани раце нешто и обично главчето му е секогаш извалкано. така моментално има кармин на главата. Да, од твоето љубовање. Не, сега. Малце крип изгледаше, но добро. Те знам како е. Со животните. Да, ја чистам со влажни шмивчиња. Значи не практикувам да е со, лесна е за одржавање хигиена и уште од првиот ден кога го зедов, колегенче, значи му наполнав песок, така ми каже дека треба да оди да се уринира и самото се знаеше, не му кажав ти тука дека ти Да, значи веќе ги има сите навики кои требаше да ги стекне. Инстинкт му е тоа. И друга навика, например, кога нешто ќе сгреши или например ќе моментално се уринира, си знајка. Кога нешто ќе сгреши и ќе турни, се случува мачка или рипа, скока тут се хиперактивна. Многу лошо е, како совето да сакам да го дам до оние кои не гледаат. Многу е лошо ако му направиш немој, ако ја удриш, да му покаже сила. Пошто имат инстинкт мачките како тој тигар буквално. Само во левел 1, не е левел 90. Но мини тигар. Да, мини тигар е овој, не е еволуиран. Има инстинкт што напаѓа. Значи многу лошо може да биде кога ќе му прави со рацете како немој бега и прави не знам што ќе му мавкаш и си мисли дека раката и кога ќе сакаш да ја погариш ќе си мисли дека ќе ја нападнеш. И може да те нападне, значи и мачката може да ти ги изваја очите. Што тигарот не може да ти ги изваја очите, може да ти зеди. Ама на крај мачката може без очите. Тоа стема се пак со стапче ќе можеш да се шета жив ќе видиш, нема да видиш како тигар кој ќе те нападне. Така. Ми ти благодариме за твоето учество во емисијата Пријатели. Во продолжение ќе можеме да снимаме кадрото како Сија хиперактивно шета и да, и го напаѓа нашиот камерман. Се надевам дека ќе имаме друга прилика повторно си позборуваме и ви посакувам уште многу овој моменти со Сија. Фала ти, Вера, и тебе, и се надевам дека овој интервју ќе оди во етер, бидејќи моето интервју јас
тебе што ти го правив, не ојде војте, се надевам нема да ми врати се историја. Ќе снимиме друго. Нема проблем, вере, фала ти по секој случај. Нашиот маркет се затвара за 10 минути. Ви благодариме за довербата. Господинот Митрески да се јави на каса број 3. Повторно влегле кучиња поради овие фрутис. Доаѓам. За фрутис, кучињата би направиле се. Was nice, the party was pumping, and everybody having a ball, until the fellas started name calling, and the girls respond to the call. I heard a woman shout out, "Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?" I see the young people had a ball push, Billy Fountains get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Two 80 cows calling them K9. Hey, but they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out, "Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?" Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it. Who let the dogs out? 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 I see the young people had a ball push, Billy Fountains get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the place, the Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy color, any caliber do. I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when it's to me, they say, "Who let the dogs out? Who 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 let the dogs out? Billy Fountains get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Two 80 cows calling them K9. Hey, but they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out, "Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?" Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the dance people had a ball cause Billy Bongers get out. Get back Gruffy, bash Gruffy, get back you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy color. Any caliber do, I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, with it to me, they say, who let the dogs out? 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 Денешен гостин во нашата емисија Пријатели е доктор Владе Стојановски, нашиот доктор ветеринар, со кој што денес ќе разговараме повеќе за стерилизацијата кај кучињата и кај мачките. Здраво, доктор Владе, кажи ни нешто повеќе што значи стерилизација на нашите домашни миленици. Вака, стерилизацијата представува еден хируршки зафат кој се спроведува кај домашните миленици со цел да се спречи нивното раѓање, односно потомство. На која возраст е најдобро да се стерилизираат домашните миленици? Колку порано, толку подобро. Имаме стерилизација на женки и стерилизација на машки. Кај женките, на научно ниво е докажано дека на најрана возраст, односно пред да влезат во пубертет, односно на 5 до 6 месеци, е најдобро да се стерилизираат од медицински аспект, бидејќи кај мачките, секоја втора мачка во светот не умира од старост, туку умира од тумор на млечна жлезда. Со спречувањето на половите хормони во организмот, се спречува и појавата на овие тумори, бидејќи тие се прогестеронски зависни. Значи, на научно ниво е докажано дека доколку мачката стерилизираме пред прв полов циклус, шансите да заболи од мамарен тумор се намалуваат за 97%. После првиот полов циклус се намалуваат за 85%, а после вториот за 75%. Колку порано стерилизираме мачката, толку подобро. Кај кучките нешто процентот понизок, но сепак бидејќи малигнитетот кај кучињата е доста висок, се препорачува на нив на најрана возраст. Кога собственикот се одлучи да не сака потомство од кучката, најдобро да се стерилизира што побрзо, како и за неа, така и за собственикот. Доктор Владе, кажете ни како ние како собственици на нашите домашни миленици да се одлучиме за стерилизација. Кои се предности, а кои недостатоци? Секој хируршки зафат, како и многу работи, имаат и предности и недостатоци. Предностите се многу повеќе отколку недостатоците, како предности, пред се намалува бројот на бездомни животни. Значи, една мачка со своето потомство на свет за 7 години остава над 7000 мачиња. Што значи, за една година во една држава може толку голем број да се исполни што би обсипала целата планета. Секоја година се раѓаат 7 пати повеќе кучиња од луѓе на планетата, што значи дека за неколку години, доколку не го контролираме нивниот број, ќе израсне толку голем што ќе излезе од контрола без разлика дали се работи за нивниот број или болестите кои ги пренесуваат тие. Второ, со тоа што се намалува бројот, се контролира бројот на единки, се намалува и бројот на бездомни животни. И сами сме сведоци колкав е бројот на бездомни животни кај нас. Па со стерилизацијата како на домашните, така и на личните кучиња и мачки се намалува бројот на популација на овие единки, со тоа што се контролира бројот како и во пренесување на болести, така и во намалување на бездомни животни. Бидејќи тие бездомни животни најчесто завршуваат по клиниките и амбулантите со голем број на болести кои ги шират и на останатите лични и на домашните животни, исто така и на луѓето. Друга предност кај мачарите кога се стерилизираат е тоа што мачарите кога се во сезона знаат да маркираат низ дома. Многу добро знаеме дека мокрачата кај мачарот има многу специфична изразита миризба која е неподнослива и после чистењето таа остава траги и се осеќа после секој влегување дома. Со стерилизацијата ќе бидеме повеќе сигурни дека
нашиот мачок повеќе нема да маркира низ куќата. Друга предност е тоа што не излегуваат и не се борат за територија и женка. Мачките исто така кога се стерилизирани се спречува нивните полови преносливи болести. Како кај кучињата, така и кај мачките, најчесто венеричниот сарком, односно тумор кој се пренесува преку коитусот, односно парењето. Ова е малигнен и најчесто завршува фатално. Кога се стерилизирани и машките и женските, знаеме дека не се пренесува. Исто така, доста често кај машките единки е и туморот на тестисите. Со хектомијата, односно вадењето на тестисите, како што се намалува агресијата на единките, така се намалува и процентот на заболување од овој малигнитет. Исто така се намалува и шансата за појава на болести на половите жлезни, односно на простатата и останатите жлезди кај животните, кои најчесто како кај човекот страдат од бенигна хиперплазија на простатата. Абцеси и туморозни формации на истата жлезда. Со стерилизирањето се намалуваат и овие болести воопшто се прават кај нашиот миленик. Исто така се напомена дека кај стерилизираното животно се намалува темпераментот, односно агресивноста на кучето, но не го губи карактерот, затоа што многу често знаат да дојдат и да речат дали после стерилизацијата моето куче ќе биде исто. Карактерот не се менува, карактер е карактер, но може мал процент да влијае на нивниот темперамент, со тоа што нема што да ги возбудува, односно хормоните кои ги лачат тестисите, односно јаниците ги нема, така да може да биде во помал процент намален на тој темперамент. Друга одлика со стерилизацијата е тоа што многу често мачките влегуваат на полов циклус на 5 до 6 месеци, кога ги пуштаме надвор, знаат да се спарат и да останат смачни, а со тоа бидејќи тие се полово зрели, но не и телесно, потоа имаме проблеми за самото раѓање. Често завршуваат со царски, чести крварења, па многу често доколку не се ургентно интервенира при овие ситуации, мачката завршува фатално, како за малите, така и за родилката. Кога се стерилизирани, избегаваме оваа појава. Кај мачките сега работиме на нова метода со паралумбална засек на абдоменот, каде што засекот е помалку од 1 сантиметар, со специјален инструмент се излекуваат половите органи надвор, се подврзуваат и се вадат и јајникот и матката, што значи дека ниту ќе има мачката циклус, ниту пак ќе може да раѓа, ниту пак да бере кучиње да излегува мачиње и да излегува надвор. Истото и за кај кучињата, но кај не се работи се уште класичната метода на вентрална медијална лапаротомија, односно со отварање на абдоменот од долната страна, каде што резот не е нешто поголем од 10 до 12 сантими во зависност од големината на кучката. Опорувањето после овие интервенции е многу брзо, односно за еден ден со извлечувањето на анестезијата домашниот миленик се враќа во форма. Има уште еден многу бројни други причини кои би биле поволни зошто да ги стерилизираме. Да кажеме неколку збори за негативните страни. Една од негативните страни е и најлошата, она доколку некој пат решиме понатаму да имаме потомство од нашиот миленик, тоа е невозможно после хируршкиот зафат, бидејќи веќе ги немаме тие жлезди, нема како да имаме мале. Втора работа е доколку се стерилизираат животните, немаме доволна активност со нив, имаме прекомерна појава на прекомерна тежина, значи тоа треба да се контролира. Идеалната конституција, односно тежина кај животното треба последните 2 до 3 ребра идеално да се познаваат. Тоа значи дека кучето е во наша идеална кондиција. Доколку премени во торна кондиција, тога се јавуваат и други проблеми здравствени, односно појава со воспаленија, тоест проблеми со глававите, појава со панкреатити, диабети и така натаму. Но доколку се контролира телесната тежина после стерилизацијата, имаме доволна активност, се контролира храната, тој проблем се избегава и го нема. Исто така да напоменам, имаме два вида на стерилизација. Едната е хируршка, која што ние повеќе препорачуваме, и втората е хемиска кастрација, односно со хормони. Хормоните имаат една позитивна страна, односно кога не сакаме во тој период нашиот миленик да влезе, може да се стават и не препорачуваме ставање повеќе од еднаш. Негативни имаме многу повеќе, односно првата и најбитна негативна страна е тоа што после првото клавање на овој хормон, шансите за појава на мамарен тумор се зголемуваат за над 80%. Што значи после втор пат ставање на инекција да бидеме повеќе сигурни во староста на животното да очекуваме пак малигнитети. Заради тоа препорачуваме избегавање на овие хормонски терапии.
Исто така имаме појава на висок процент на дијабет кај нашите домашни миленици после аплицирање на овие хормони. Исто така имаме појава на преголема тежина кај животните кога става, бидејќи тој веќе прогестерон, имаме хормонско прометување во организмот кој што не е физиолошки да го има во тој момент. Исто така имаме на местото на апликација многу често знаат да настане депигментација, односно појава на црни дамки по кожата и на местото на аплицирање ставен дури и опаѓање на влакната. Поради првите причини кои ги набрав, бидејќи се многу побитни и полошо доколку се појават, препорачуваме оваа хемиска кастрација многу малце да се пременува, освен само кога сакаме периодично да излезе од циклус нашиот миленик и никогаш повеќе. Кој период е најдобар за да се направи стерилизација на домашниот миленик и како собственикот треба да биде подготвен за тој чин? Период за стерилизација не постои. Стерилизираме скоро секој ден, не секоја недела, туку буквално секој ден. Има некои мислење помеѓу собствениците кога идат и велат малце нека залади, малце нека затопли, ние тоа го велиме дека нема врска. Кога ќе се одлучат тие, односно во зависност од возраста, бидејќи мачката ако напре 5 месеци во јули, а те мислат дека не е тој добар период, така ќе влезе во циклус, ќе се спари, ќе остане смачна. Поради тоа, наше медицинско искуство велиме дека не е битен периодот, битно е да се стерилизира. Која е постапката? Операцијата, овој хируршки зафат се закажува пред еден ден, со најава за да ние бидеме подготвени за тој хируршки зафат, кај кучињата трае отприлика 1 час, зборувам за кучки, за женки, а кај мачките со новата метода трае само 20 минути. Брзо се оди со општа анестезија, значи животното воопшто не осеќа болка за време на зафатот. Треба да е гладно, минимум 1 ден, заради нуспојавите од самата анестезија на полн желудник. Зафатот трае отприлика, како што кажа, 20 минути кај мачките, околу 1 час кај кучките, а после хируршкиот зафат, доколку собственикот изрази желба, може да остане кај нас како стационарно наблюдување постоперативно, односно до наредниот ден. Доколку не сакат, може да го земат одма дома. Кучето се враќа во нормала со самото лачење на анестезијата, се разбудува отприлика за неколку часа, зависност од метаболизмот на самиот организам, а веќе наредниот ден кучето се враќа во првобитната положба. Имаме кај кучките вадење на конци отприлика за 7 до 10 дена, кај мачките со новата метода нема потреба од тоа, бидејќи резот е многу мал и се клава дермална шава кои не се вадат. Кај мажјаците и кај мачорите и кај кучињата е малце побрз метода, бидејќи немаме отварање на абдомен, имаме отварање само на скротална кеса, подврзување, односно лигирање на крвни садови и вадење на тестисите. И кај едните кај другите самата метода трае од 10 до 15 минути преку сила. Побрзо трае, побрзо се разбудуваат и после тоа нивниот темперамент се намалува дури после 10 до 15 дена, односно кога целосно ќе се излачи тестостеронот од крвта, бидејќи како што го лачи тестисот, тој го има полуживот на распад во самиот организам, додека не се излачи целосно, тој сепак ќе осети нагон за одење по женки. За крај, доктор Владе, една препорака до нашите гледачи зошто да се одлучат да направат стерилизација на домашните миленици. Зошто да ги стерилизираме нашите домашни миленици? Докажано дека доколку нашиот домашен миленик е стерилизиран, животот му го продолжуваме за минимум 2 до 10 години, што значи доколку еден животен век на една мачка изнесува околу 8 до 9 години во надворешни услови, кога е стерилизирана достигнува до 15 години па и повеќе. Тоа е прва главна причина. Втора главна причина е со елиминирањето на сите преносливи болести, односно малигнитети кои се явуваат кај животните, се исто така влие позитивно на животното да има еден комфортен живот без болки, без страдање и без одење по ветеринар. Се враќа глушецот дома и ја затекнува жена си во кревет со друг лилјак. Па добро, толку глувци и стаорци, ти најде со лилјак да ми изневериш? Извини душа, ма пилот си е пилот. Може би. Тука е крајот на денешното издание на емисијата, пријатели. Веќе од наредната емисија повторно ви нудиме интересни содржини и секако многу интересни гости. Гледајте не. Чао, чао.